Ало, добар ден, пријатели. Јас сум Петар Новски. Денес е 22 мај, 22 мај петок, 2026 година. Во петок, како што кажав претходната седмица, ќе зборуваме за економија, за економските збиднувања, за берзите во минатата недела, што се случуваше, што било актуелно и така натаму. Денес ќе зборуваме за тема за светски, ќе видиме што се случува на светските пазари, ќе видиме што се случува со Nvidia, ќе видиме дали има некаков развој, дали има некаков импакт од посетата на Трамп во Кина, и ќе видиме што се случува во германската економија, што се случува во економијата во Германија, на каде се движи таа, какви се инфлаторните дејствија во Германија и така. Пред да почнеме стандардниот повик, ако сакате да добивате и виднина на овакви видеа, ако мислите дека имаме информации кои што ги неба во медиумите за масовна комуникација, можете да се абонирате, да направите абониране на каналот или да се подпишете или како се вика таму на YouTube, како што би ги добивале видеата, нели? Бидејќи алгоритмот на YouTube е таков што не секогаш видеата ги дава во преден план. Минатата недела говоревме за можните инфлации кои што следуваат, говоревме за кризата со нафтени продукти, со сурова нафта, за затворениот ормуски проток, кои се засегнати, кои индустрии, како сите ние сме засегнати од ормускиот проток. Ако не сте гледале емисијата, можете да ја погледнете, има доста значајни информации, има информации што имаат влијание врз економските текови, ќе имаат војнина. Можете да ја погледнете на каналот на YouTube од минатата седмица, од минатиот петок. Оваа седмица Трамп беше во Кина со една огромна делегација, со скоро сите повеќето милиардери, повеќето тех гиганти, особено од IT индустријата. Беа шефот на Nvidia, беше шефот на Tesla, на SpaceX, Елон Маск, беа на Boeing и така натаму, беа многу луѓе кои што беа во посетата со Трамп во Кина. Очигледно имаме информации дека веќе е дозволено, знаете, тој најмокниот чип на Nvidia, американците го беа забранили да се продава во Кина, го беа забранили за извоз во Кина. Очигледно имаме развој на таа тема, очигледно веќе почнуваат лиферување и на најдобрите процесори на Nvidia во Кина. Генералниот директор на Nvidia говореше и кажа дека тие треба се вратат на кинескиот пазар, бидејќи од кога го напуштиле кинескиот пазар, кинеската индустрија за полупроводници, тоест за чипови, напреднала многу. Затоа тие треба да се вратат на кинескиот пазар на чипови и да имаат присуство како би влијаеле, како би имале и профит, но и би влијаеле и на целокупната индустрија за полупроводници, тоа за чипови во Кина. Од Елон Маск доаѓаат сигнали дека е можно да ја пушти неговата SpaceX компанија на берзата, тоест да направи акционерско друштво и да ја пушти на берзата. Тој досега тоа го оспоруваше, не беше во план, не го сакаше тоа, бидејќи сметаше и според неговите изјави дека ќе се направи влијание врз напредокот на неговите идеи за патување кон Вселената, за патување на Марс, за населување на Марс, употребување на Вселената, тоест на поблискиот планети во полза на човештвото. Но гледаме дека Маск очигледно ги менува плановите, очигледно и SpaceX ќе се појави на берзата.
Што имавме оваа седмица? Оваа седмица ќе ги погледнеме цената на суровата нафта. Во текот на неделата ќе ја прикажам графиката за текот на неделата, како се развиваше цената на нафтата. Таа се уште е над $100 за барел. Овде е прикажано Брент нафтата, суровата нафта Брент. Цената е над $100. Имавме некои придвижување во текот на неделата во надолна насока, бидејќи доаѓаат позитивни сигнали од преговорите помеѓу Соединетите Американски држави и Иран, а тоа директно влијае на цената на суровата нафта, бидејќи, како што кажав од минатиот петок, малку по-детално говорев за суровата нафта и значењето на Ормускиот проток. Значи, имаме една мала игра на председателот на Соединетите Американски држави во последните седмици и месеци, кај што тој излегува со едни изјави, со тоа влијае на цените на берзите, се менува цената на берзите, и очигледно тој кој што ги има информациите, може и да профитира од тоа нешто. Како што кажав, во текот на неделата имаше мали осцилации, осцилациите беа малку надоле, цената се уште е над $100, имаше позитивни вести, затоа реагираше цената на нафтата, но цената на нафтата останува над $100, а ако продолжи затворениот Ормуски проток, очигледно ќе имаме и поголеми цени на суровата нафта. Да погледнеме понатаму цената на златото, како се развиваше оваа недела. Цената на златото, овде прикажана во месеци, цената на златото беше достигна до некои врвови околу $4800 за тројунца, додека оваа недела цената на златото падна тоа за некои десетина проценти, дојде до $4500 за тројунца. Цената на златото најмногу се влијае од тоа што банките на државите, тоест народните банки на државите, купуваат премногу злато. Купуваат многу злато, особено Кинеската народна банка, Руската народна банка, Индиската, купуваат премногу злато, бидејќи очекуваат очигледно турбулентни дни, очекуваат дека цената на овој благороден метал ќе биде од потрајно вредност, потрајно значење отколку цените на хартиите од вредност или на другите метали. Ќе ја прикажам исто и цената на среброто. Цената на среброто оваа недела, исто така во надолна линија. Среброто се уште немам информации дека народните банки почнувале да купуваат среброто. Среброто се тргува на две берзи, едната во Шангај, едната е во Америка. Во Шангај е во реално сребро, во Америка е со хартии од вредност, тоест со сертификати. Цената на среброто, како што кажав, падна за некои си исто така можеби десетина проценти. Ако ја прикажам за еден месец развојот на цената, гледате дека од шпицот од $90 имаме консолидат на местот, сега има околу $75 за тројунца, исто така цената на среброто е дадена во тројунца. Цената на среброто, знаете, среброто се добива како пропратен метал при обработка на златото. Затоа среброто секогаш води во паралелитет, тоест следи цената на златото. На светските пазари имаме недостаток од сребро. Среброто е потребно многу во индустријата, многу
проводниците, многу во новите фотоволтаици, новите коли на струја и така натаму, че е доста потребно во индустријата, додека од индустриите кои што добиваат сребро, кои што произведуваат сребро, има информации, тоест гледаме дека капацитетите на тие индустрии се приближно на максимум, гледаме дека тие не можат многу повеќе да обезбедат сребро за воиднина, затоа можно е да цената на среброто и понатаму расте. Како што кажав, очекуваме во наредниот период да има исто така развој на цената на среброто, бидејќи тоа е потребно за индустријата. И како што кажав, имаме и податоци дека индустријата доаѓа до своите максимуми, тоест дека не може да произведува премногу, тоест да ги задоволува потребите со сребро на индустријата. Ќе прикажам само како ориентација цената на акцијата на Nvidia, како приказ, како ретроспектива што се случуваше. Цената на Nvidia достигнува свој максимум. Ќе говориме друг пат за Nvidia, но таа достигнува еден максимум. Се повеќе се потребни чиповите на Nvidia, и се повеќе бележат на продажби. Чиповите се потребни за вештачкијата интелигенција, и затоа имаме се зголемени продажбите во тромесечето, последните анализи и изјави од Nvidia. Гледаме дека имаме пикови до $240 на Nvidia. Ако ја прикажам графиката за 3 години, ќе забележите дека графиката на Nvidia постојано се движи нагоре. Анализите кои што ги правиме, ова кој што го кажуваме е само за информација, не служи за никаков совет при инвестиција, и знаете дека се што се случувало и во минатото не значи дека ќе се случи повторно во иднината. Затоа при инвестиции ова не е совет за инвестиции, ова е само информација. При инвестиции консултирајте се со вашите финансиски советници пред да направите анализа и пред да направите купување. Што ова беше еден приказ за неделата, што се случува на светските пазари. Повторно ќе кажам, и емисијата, ако не ви е погледната од претходната недела, за инфлацијата и за затворениот ормуски проток, погледнете ја, има доста информации, корисни информации. Што се случува со индустријата во Германија? Според податоците на статистичките податоци, имаме намалување на бројот на вработени во Германија. Имаме еден надолен тренд во порачките во индустријата за метална обработка и електроиндустрија. Најмногу од луѓето, знаете, работат во Германија во таа индустрија, и во последно време постојано имаме новости за надолен тренд во индустријата за метална обработка, за машинство и за електро. Особено во индустријата за автомобили. Главни фактори се цената на енергенсите. Знаете, цената на енергенсите постојано расте, тоест цената на нафтата и производите од нафта, но и цената на струјата има постојано во една нагорна линија, нешто кое што за индустриите е од пресуден факт, и кога индустриите, тоа се големи трошоци, затоа индустриите се одлучуваат да ги насочат своите инвестиции во места каде што енергенсите се поевтини и каде што ќе имаат повеќе добивка, тоест каде што ќе можат да работат профитабилно. Друг фактор врз германската економија е односот на Трамп и неговата управа, втората управа на Трамп во Америка, и неговите
воведени царини на германските и на европските продукти. Вие ги следите, предходно имаше еден договор, помеѓу Европската унија и Соединетите американски држави, но сепак остана царини за германската индустрија за европските продукти, кој што особено го погодува автомобилството во Германија. Особено луксузните марки, како што се Мерцедес или Порше, особено се погодени бидејќи имаат еден значаен удел во пазарот на автомобили во Америка. Германските автомобилопроизводители се застапени, тоест нивните марки, нивните фабрики, имат доста фабрики во Мексико, каде што се зглобуваат, нели, се зглобуваат коли и се лиферуваат, тоест се експортираат во Соединетите американски држави. Ќе прикажеме неколку графики. Ќе прикажеме неколку графики од кои што ќе видиме што се случува со индустријата во Германија. За почеток ќе видиме графиката за тоа која индустрија е најзастапена во внатрешниот бруто продукт. Гледате дека најмногу се застапени предпријатијата кои што произведуваат, тоест индустријата која што произведуваат работи, потоа ги имаме услугите, тоест државните услуги учествуваат исто така со околу 20%, потоа имаме сообраќај, имаме угостителската индустрија и трговијата кои што учествуваат со околу 16%. Значи индустријата е водечкиот фактор во бруто внатрешниот продукт. Индустријата е водечка во бруто внатрешниот продукт, потоа имаме, ќе ги прикажам, имаме статистика за 70.000 работни места кои што паднале, тоест кои што се поништени во економијата, тоест 70.000 места кои што се ова е само за 2021-2023 година. Потоа ќе ги прикажаме Ќе прикажам графики. Ова е графиката за вкупно вработени во индустријата во Германија. Овде се прикажани вкупно вработени во индустријата и каков е нивниот развој. Гледаме дека германската економија имала една постојано вработувала нови луѓе, имаме еден шпиц до корона, до почетокот на корона, за да потоа во текот на короната имаме едно намалување на вработените во индустријата во Германија, за да во последните години бележиме еден повторен пат на вработените во индустријата. Понатаму, овде е прикажан бројот на вработените во машинството и во електроиндустријата. Гледаме дека последната година има драстичен пат на вработените во машинството, во индустријата во Германија. Гледаме дека тоа е еден многу голем пат во бројот на вработени во индустрија, и тоа се должи на
како што претходно кажав, на неколку фактори, тоа се скапите енергенци, се поскапи енергенците, потоа имаме царините од Америка и имаме се повеќе кинески продукти кои што се доста конкурентни на индустријата. Затоа индустријата бележи еден мал пат, кое што пак рефлектира со број на поништени работни места, со број на отпуштање на работници, и тоа е нешто кое што го гледаме овде, еден значаен, еден голем пат на вработени во германската метална индустрија. Ова е бројот, ова се до за вработените во индустријата. Имаме еден голем спад во бројот на вработените во индустријата. На што се должи исто тоа така, да погледнеме и инфлацијата, како се движела инфлацијата во овој период. Инфлацијата, гледаме дека имаме една стабилна инфлација, тоа е една тоа е инфлација од официјалниот завод за статистика во Германија. Се уште е под 3% инфлацијата, но гледаме дека последните месеци повторно добива една нагорна линија. Пак кажам, минатата седмица за емисијата која што ја направивме за инфлацијата и можностите за развој на инфлацијата во наредниот период. Таму детално ги обработивме последиците од можната криза. Затоа можете да погледнете емисијата. Другата овде ја гледаме сооднос. Друг фактор исто така и преголемото во последните години, го зборував за Германија, и за 10 години владење на Фридрих Мерц, кажав дека се зголемени државните долгови, постојано државата во последните години бележи нови задолжувања. Што тоа значи? Тоа значи дека кога државата се задолжува, банките избираат да ја дадат пари на државата, тоест да не му дадат на луѓето, бидејќи државата е посигурна. Значи, државата е посигурен фактор дека ќе ги врати кредити. Затоа банките ги дават доста кредити, тоест дел од парите дават на државни облигации или на државни задолжувања. Каков ефект има тоа? Тоа има ефект така што овде гледаме една анализа за тоа како се одвива каква е разликата помеѓу каматите на Централната банка, на Европската Централна банка. Со плава линија се означени каматите на Централната Европската Централна банка. Гледаме дека каматите на Европската Централна банка постојано паѓаат. Тие паѓаат во моментот се околу 2,15% камати за Европска Централна банка. Тоа значи дека банките ги добиваат парите на 2,15%, но банките даваат кредити за купување на имот или за градба на повеќе од 3,5%. Тоест имаме една разлика од 2 до 3,5, па и 4%, тоест имаме една двојна камата. Тоест банките даваат поскапи кредити на населението, бидејќи пак државата се задолжува. Така, тоа исто е еден голем удел врз луѓето, бидејќи од една страна државата се задолжува, тоест за данокоплатците тоа значи дека во иднина ќе мораат да плаќаат повеќе пари. Од друга страна,
од друга страна пак во таа ситуација тие добиваат и поскапи кредити бидејќи парите одат кон задолжување на државата. Значи, еден заклучок дека бројот на работници во германската индустрија намалува, се редуцира бројот на работници во индустријата, во металната индустрија. Повторно да ја видим, да ја прикажеме табелата, графиката за намалувањето на работниците во металната и електроиндустрија во Германија имаме значаен пат, додека пак имаме еден зголемен, видете што се случува пак во индустријата за одбрана, тоест за производство на војна техника. Имаме еден разантен скок, тоест очигледно овие луѓе кои што идат од автомобилскиот сектор, очигледно одат во одбранителна, во техниката за одбрана, тоест во техниката за војна индустријата за војна техника. Ова се факти кои што ќе ги земеме во предвид, ќе видиме, ќе анализираме и понатаму индустријата за војна техника во Германија, вооружувањето на Германија и што тоа значи врз европскиот континент, врз Европската унија, а и кои ќе бидат влијанијата на тоа вооружување врз Македонија, врз Балканскиот полуостров и воопшто врз Европа. Сметам дека за денес е доста, давме доста информации. Последно пак, ако мислите, ако сметате дека информациите се корисни, ако мислите дека е добро ова што го правиме, можете да се абонирате, да се претплатите за каналот, како во иднина би ги добивале видеата кога ќе се објавуваат, бидејќи не е возможно поинаку, тоест алгоритмот на YouTube е така направен што не можете да ги добиете видеата ако не сте се пријавили за каналот, ако не сте претплатник на каналот. Поздрав и убава вечер!